Фала на пасторот што ми даде можност и има доверува мене за да вака да ви зборам на вас. Мене секогаш ми е како предизвик да зборувам пред вас, зашто вие сте сите многу поискусни во животот од мене. И исто така и ова ми е негде втор пат, затоа имате милост кон мене ако не го презентирам како што треба. Фала. Ама да знаете, покрај тоа што сум млад, јас имам стварно почит кон вас, дека вие сте позрели на мене и тоа само сакав да го спомнам, да не ме доживеете поразлично. Може да почнеме со молитва. Фала ти, Господе, за ова прекрасна служба и ова заедништво што може да го имаме тука, Господи, и фала ти за славењето. Фала ти што навистина се движеше тука за време на славењето, Господи, се молам за да ни ги отвориш срцата, да го примиме овој збор, Господе, и воедно да ги од денес понатака да ги обновиш нашите мисли, Господи. Јас се молам за мисли што ќе бидат директно од небото, Господе. Во името на Исус, амин. Кога се спрема во текот на делата, така имав на срце да споделам нешто што не е многу поврзано со темата што ќе ја зборувам денес, но само сакав да, можеби некој требало да го слушне дека Исус и денес действува. Можеби понекогаш тие околностиве, земјотрес, нели, во Турција, ваму, ќе отидете администрација, нешто ќе ви изнервира некој, имаме, нели, од нашата црква се градат куќа, сите тие проблеми може да не навлечат на помислата каде е Бог во сето ова, но јас сум 100% сигурен и ве уверувам дека Исус делува денес и ќе делува и понатака, дека истиот Бог што ги правеше чудата во Стариот Завет, преку Мојсей, преку Илија, кој друг правеше чудата, преку Давид, се што правеше, како ги победуваше своите непријатели, тоа што го правеше преку апостолите во Новиот Завет. Истиот тој Светиот Дух што им овозможи да ги права сите тие чуда, е истиот и денес. Амен. Се согласуваме во ова. И верувам дека Светиот Дух, нивото на колку действува во нашиот живот зависи целосно од нас. Добро, сега да не одиме тука. Но сакам да кажам дека за да Светиот Дух делува во нашиот живот, треба ние да му дадеме простор за да го прави тоа. Зашто ние имаме тенденција ние да сакаме да сме во контрола сите работи, ние да сакаме да течат работите како што ние замислуваме, но верувам дека и во неколку наврати и во дела апостолите дозволиле Светиот Дух да ги води. Биле послушни, Павле бил послушен на визијата на тој македонецот. Едноставно ме разбирате дека тоа е начинот како да го живееме нашиот живот, да бидеме секогаш отворени на што прави Светиот Дух во нас. И ако му дозволите, неговата сила и моќ ќе делува во вас повеќе од што вие може да замислите. Амин. Тоа беше дело што сакав да го споделам, инаку додека морам да признам, малце ми беше тешко да ја одберам темата за што да проповедам, некако можеби не очекував дека ќе обично, нели, се спремаш, барем јас така, следен пат кога ќе проповедам за ова и ова, а некако овој пат некако немав од што да. Но има едно нешто што преовладуваше во моите молитви во последниот месец. А тоа беше: Исусе, ти си најбитен. Исусе, ти си центарот. И верувам дека тоа е основата на тоа што ќе збориме денес. И додека размислував, се сетив, така Свети Дух ме потсети на нешто што го напишав, ќе ви обяснам сега. Значи, дор беше карантинот, ако тоа е, нели, период сега во историјата, карантинот, ковидот. Тогаш преку една организација СЕАМ, што е христијанска евангелска организација за студенти,
Ако има некој студент тука, или ако познавате некој, слободно пратете го на таа организација, многу е добра. За мене беше голем благослов. И од таа организација ме испратија на еден онлайн курс и сега имаше дел на почетокот кај што требаше секој што е учесник на курсот да напише нешто за себе си, од каде, што прави, што му е визијата за понатака. И јас напишав, да си учам ова и она. И сега кога дојде делот за тоа која е мојата визија, тука малце ги читав другите, тие има некои јаки слогани, да го својам светот, да го сменам светот. Такви, значи некако убаво се презентира, јас не сум многу добар така да се презентирам, така да смислам некој слоган. Да, и размислував, пишав нешто, избришав, напишав друго, избришав. И мислам, ова беше драматичен ефект, само за да биде поинтересни, деше одмah го напишав. И едно нешто што напишав, сега не го знам точно, не можев да го најдам точно како сум напишал, но смислата беше мојата визија, или тоа што јас го сметам дека мојот повик е да помогнам на црквата да го сруши менталитетот во мојата земја. И тоа мислам дека е една од мисиите на црквата е нели да служи и да го менува општеството, а нешто што мислам дека и треба на нашава земја тука, и тоа како да го смени начинот на размислување и менталитетот за многу работи. Согласуваме? Но исто така ќе бидам храбар и ќе кажам дека доаѓа време каде што јас верувам дека црквата ќе прави тоа. Дека црквата во Македонија ќе почне уште повеќе да разбира што тоа значи да е тело Христово. Уште повеќе ќе разбира што значи тоа да е Христова невеста. И ќе почне да действува во сето тоа изобилство на наследство и сила што и дава, тоа е главата Христос. И дел од тоа што го напишав беше дека мојата визија е да го скрша менталитетот нели на Македонија и да преовладува. Сега кога го пишав ова си замислав Вики како ми помага за превод, Kingdom Mindset. Како е на македонски, не знам. Не, значи тоа е да кралски склоп на размислување, преводот на Вики, но кој е кралство? Тоа е небесното царство. И јас верувам дека тоа е нашата задача да почнеме тие како што е на небото, така и на земјата. И исто така и во мислите, како што Бог мисли и размислува за работите, така и ние црквата треба да бидеме извор за луѓето околу нас, за тие Божји мисли и размислување и перспективи на работите. И јас верувам дека една од целта, ќе се повторувам пак, дека македонската црква, начинот на кој што ќе служи на ово општество е носење на небесните мисли, Божите мисли доле на земјата. И случувањата во последно време оправдано не растресува, нели, малку мора да признам јас лично, со ковидот и сите овие случувања, малце ти го растресува тој светоглед и начин на размислување, но верувам дека клучот како да исполниме оваа задача или мисија што ја кажав, за ширење на различен начин на размислување, кој е всушност начин на размислување од Божјото царство, е во Колосјаните 3 од 1 до 4. А инаку сакам да ги пофалам сите во последно време, тинеџерите многу ни помагаат околу презентациите, може еден аплауз за нас. За нив, не за нас. Да, јас сум водач на тинеџерската група, па затоа нас. Ама така многу ме изненадуваат колку се желни да помагаат, исто и на лајвстримот за менување стихови за овде. Фала ви многу. И да знаете дека тоа е многу клучен дел за во однос на славењето и стихови. Нај да ги прочитаме тие стихови. И така, ако сте воскреснати со Христос,
барајте го она што е горе, каде што е Христос, седнат одесно на Бог. Мислете на она што е горе, а не на она што е на земјата. Зашто умревте и вашиот живот е скриен со Христос во Бог. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите во Него во слава. Амин. Јас верувам дека овие стихови се клучат како ние да имаме удел во молитвата на Исус, кога ги учеше како се молат, како на небото, така и на земјата. Но пред да продолжиме понатака, сакам да направиме да го отсликам каде точно Павле не насочува нас да одиме. Нели не насочува кон Исус кој стои одесно до Бог, така? Но да видиме малце поназад во 1 глава 15 стих има многу убаво објаснува кој точно е тој Исус, зашто мислам на моменти и како што кажав заради дефокусот во нашиот живот забораваме која всушност таа големина на Исус. Ќе читам од 1 глава 15 стих до 20. Тој е лик на невидливиот Бог, првороден на сето создание, зашто преку него е создадено се што е на небесата и на земјата. Видливо и невидливо, престоли, господства, началства или власти, се е создадено преку него и за него. И тој е пред се и се суштество во него. Тој е и главата на телото, црквата. Тој е почетокот, првородениот од мртвите, за да биде прв во се. Зашто на таткото му беше по волја во него да живее сета полнота и преку него да измири со себе се што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на неговиот крст. Како што гледаме, Павле не советува дека најдобриот начин како да го живееме животот е да се фокусираме тамо каде што е Христос. А кој е Христос? Христос по волја на Бог во него е како што пишува, зашто во таткото му беше по волја во него да живее сета полнота. Оваа химна фактички многу убаво објаснува таа божествена природа и не подсетува кој всушност е Исус. Јас имав јас верувам дека Господ не случајно ни ја ставил таа фантазија во нас, дека преку вера може да ја користиме за негова едноставно како да ни случи нас. Јас си имав кога си легнев и си одев на плажа со Исус. Тука беше, го гледавме морето и туку си лежевме на лежалки. Не знам каде бевме точно, но верувам дека преку вера стварно бев таму и кога ќе излезев, кога ќе престанев со таа замисла, едноставно чувствував мирот и тогаш сватив дека и ова не е само замисла, туку преку духот стварно сум таму. Но еднаш јас така го мислев Исус пријател и одеднаш поради некоја причина почнав да го гледам на тронот, цел во слава, силен. И тоа сакав да го кажам дека понекогаш ние можеби ја смалуваме величината и божественоста на Исус. Дека Исус е тој преку што се што функционира преку него. Дека преку него функционира оваа земја, преку него ние живееме. Амен. Но клучниот стих од сите овие стихови што го прочитав ми е дека по волјата на Бог во него ставена сета полнота. И кога го прочитав овој стих ме потсети на еден стих во Изреки, 5 глава, мислам дека беше 11 стих, кај што Бог вика, Бог ја стави вечноста во нас. Јас како толкувам тој стих е дека Бог стави нешто
од неговата природа, што е вечно во нас, и тоа цело време тоа однате копнежот по нешто повеќе. Нели сите луѓе трагаат по нешто, бара тоа исполнување. Некои ќе тргнат парите и колку повеќе пари мислат. Но тоа пак е тоа непрестрајно. Бара уште и не се исполнуваат. Некој по моките, колку сака повеќе моки. Некој по комфортот мисли. Но јас мислам дека одговорот на или исполнувањето на таа длабока потреба во нас, исполнување, е фактички таа вечност во нас која го бара, ја бара полнотата. А каде кажавме дека е полнотата? Во Исус, така е. Во сата со Исус. И затоа Павле не напразно ни кажува дека мислете на тоа што е горе. Мислете на таму каде што е Христос. Зашто таму е тоа што тебе ти треба. Не знам ако се замислувате што мислите, што има таму. Јас се замислувам една атмосфера каде што има неограничена љубов, неограничен мир. И таму, зашто денес нели зборуваме за мислите, таму има небесни мисли. Да. Ако отидеме во 3 стих, вика, зашто умревте и вашиот живот е скриен со Христос во Бог. Ако го читате само овој стих, малце чудно звучи, умревте. Како умрев? Еве тука сум. Но убава пракса е, кога читаме стихови, да не ја читаме само некој извадок од Библијата, само овој стих ќе го прочитам, туку е убаво да се навратиме наназад и да прочитаме најубаво целото послание, зашто ние ги читаме како 3 глава, 1, 2, 3 стих, ама Павле кога го пишал тоа послание не било така. И затоа е секогаш убаво за да сватиме целата порака Павле што сакал да им испрати на Колошјаните или одреден стих, мора да се навратиме малку назад и да сватиме целата мисла. И тоа јас не знам го знаев, но еднаш Вики проповедаше и за некои стихи вика објаснуваше дека не знам за кои стигаше точно, имал запика негде и го минувала текот на целата реченица, целата смисла на целата реченица. И затоа мора да сватиме дека за да сватиме тоа што го читаме, мора и малце повеќе да истражуваме, да размислуваме, да. И за умревте и вашиот живот е скриен со Христос во Бог, претходно во тој го нема. Во 2 глава 20 стих вика дека вие веќе умревте со Христос за првобитните принципи на светот. Значи, овде не зборува за некоја физичка смрт, туку зборува за дека вие сте веќе мртви за принципите на светот. Дека за вас сега владеат и важат други принципи. А каде се наоѓаат тие принципи? Каде може да ги дознаеме? Тој горе на небесата кај Христос. Тие се принципи на тоа Божјо царство што Христос го зборуваше во Евангелието и тоа што е во сила сега. Евреите секогаш очекувале дека и на Chosen, нели дека го гледаме, тоа е многу убаво представено дека евреите чекале некое царство што ќе ги победи римјаните и пак ќе завладее нели Израел, но Христос зборува за едно друго царство. Царство каде што владат други принципи. Тука на земјата мудроста е дека ти треба да собираш само за себе си. Само за себе, но во Божјото царство принципот е ти на прво место ти е Христос и даваш и ти си пожртвуван и мислиш на другите. Во Божјото царство го имаме тој принцип да ги сакаш непријателите.
Љуби го ближниот. Го имаме принципот да заборав мисла. Првиот е последен, последниот е прв. Значи, тука Павле каже дека ние сме сега мртви во однос на тие земјани принципи кои се спротивни од Божјото царство. Амин. И затоа сега нашиот живот е скриен во Христос, зашто ние сега живееме според неговите принципи. Амин. Кои се сега тие придобивки од барањето на оно што е горе? Мислењето на оно што е горе. Тој што го бара оно што е горе, ќе има едно од најубавите привилегии и ќе го запознава уште повеќе Бог и неговиот карактер. Во едно место дека вечниот живот е да го познаваме Христос. И тоа мислам дека е најбитното нешто во нашиот живот, е да растеме во познавањето на неговиот Христос. Значи, животот не е, нашиот живот не е само Бог не оставил на земјата ние да се мачиме, ни направил некои правила кои ние треба да ги следиме за нашиот живот да е потежок и ние треба да го импресионираме Бог, туку животот е одење заедно со него. И затоа е тука Свети Дух да цело време да ни помага и да не усовршува и да научи како Бог го замислил нашиот живот, зашто тоа до пред некое време така, не знам нешто подсвесно, за некои работи се лутев зашто мора да се толку тешки, например. Или мора ние спортивно цел да живееме, но после Светиот Дух почна да ме учи дека, например, да речеме, да се објасни држливоста, зошто мора да даваме? Но јас верувам дека Христос, тоест Бог, која не создавал, тој знае најдобро што ни треба на нас. За сите тие работи што Бог ги бара од нас или не советува да ги правиме, тие ни ги кажал зашто тој најдобро знае кој е најдобриот начин како да го живееме овој живот. Тоа нека ви биде како мисла што додека читате, ако нешто ви тежи на срцето и си размислувате зошто мора сега вака ова да биде, знаете дека Бог знае подобро од вас како треба вие да го живеете вашиот живот. Но како што го запознаеш Бог и неговиот карактер, така верувам дека ќе растеш и во познавањето на неговата љубов. А таа љубов го изгонува секој страв. И затоа исто е многу битно да поминуваме време со него, да поминуваме време во неговите мисли, во неговиот збор, зашто колку што ние растеме во познавањето на него, ќе разбираме колку повеќе тој не љуби. И колку повеќе ти се растеш во љубовта негова, колку повеќе растеш во свесноста дека тој те љуби, толку повеќе ќе нема толку да има влијание стравот во тебе. Амин. Една друга придобивка од тоа е од барањето на она што е горе, да размислуваме за тоа колку повеќе ти се дружиш со Христос, колку повеќе ти поминуваш време горе, доста повеќе зајакнуваш во идентитетот, во твојот небесен идентитет. Јас мислам дека оваа црква, барем во тоа сме многу благословени што имавме убави учења во минативе години за тоа кој е нашиот идентитет. Но верувам дека, како што кажав, има периоди во животот каде што не е многу јасно тоа. Но затоа мора, како што вика во Римјани 12:2, цело време да одиме кај Христос, да одиме на небесните гори, да мислиме на тоа што е горе, за да ги обновуваме нашите мисли и цело време се подсетуваме кој е нашиот идентитет. Зашто јас мислам дека обично кога имаме некоја криза во идентитетот или некој човек што не е задоволен од себе си, јас мислам дека само преку Христос ти
можеш да стасаш до тоа место кај што е задоволен од себе си. Некој што не е задоволен од себе си, обично не е многу расположен да помага за луѓето околу. Обично, кога си ти, барем јас тоа го имам приметено, кога си незадоволен од себе си и тоа како твојот живот оди и што колку не е како што треба твојот живот според твојата перспектива, многу тешко ќе ти биде да имаш увид во другите животи, во животот околу. И затоа е многу битно не само да го знаеме тоа дека сме оправдани, дека сме Божји деца, туку едноставно да се трудиме и да се посетуваме, да изборуваме на нашата душа дека ние на вистина сме Божји деца и на вистина ние сме праведници. Јас се сеќавам, како што кажав, јас почнав во црква и дури бев тинеџер, така почнав да сум посвесен за работите. Тут нешто сакав сега да споделам, да имате повеќе благодат кон вашите деца, дека некогаш нели може да си кажеме и детево може не разбира многу, не знам дали верува, но да знаете дека дури се мали децата уште не се толку свесни и не може да разберат некои длабоки работи од Библијата. Но верувам додека се тинеџери, тогаш почнуваме малце повеќе да ги разбираме работите и тоа беше мојот период кога почнав повеќе да сваќам што е Библијата, кој е Исус. И јас ја знаев таа мисла дека јас сум Божјо дете. Тоа беше како мисла во моето и како информација. Еден ден слушав еден проповедник и тој исто кажа дека сме Божји деца. Но тогаш нешто поразлично случи во мене, нешто однатре се израдува и почнав да скокам и не знам таму, не знам што правев, бев дома сам, затоа толку слобода бев. Но нека скокам за. Да, но тогаш прв пат го искусив тоа дека нешто ми се откри во духот, а не беше само информација. Мислам дека многу работи ние ги знаеме само во главата. Но треба да се помине некој време, тоа што го зборуваме во заедништво со Христос и некои работи ќе влезат внатре во срцето твое, ќе почнеш да ги живееш. И јас дури бев тинеџер, имав многу акни, тоа многу ми влијаше на како во мојата интеракција со луѓето. Јас што мислев за себе, не можев да се гледам во гледало. Значи до толку беше работата, ич не се сакав себе си. И се бев на терапија и си мислев, бев на терапија, пиев некои апчини и ми си исчисти лицето. Јас секогаш си замислав, дори имав бубулици, дека си не сега кога ќе ми се исчисти лицето, тогаш ќе ја добијам таа самодоверба, тогаш веќе нема да имам проблеми, тогаш ќе можам да си најдам женска, нели тоа. Ќе ме сака вечињата, тоа е многу. И после тоа ми се исчисти лицето и пак јас ќе зборам со некој човек и пак имам проблем да гледам во очите. Пак имам проблем да излезам на сцена. Добро, не ме. Пак имав проблем да мислам добро за себе си. И ми беше чудно. Тогаш баш после од кога се случи овој момент кога го разбрав кој е мојот идентитет во Господ, тогаш се ослободив од тие работи, зашто веќе не беше битно што мислат другите за мене, не беше битно колку јас ќе постигнам во животот, туку беше битно кој сум јас во Христос и што тој направи за мене. И мислам дека тоа е многу убава позиција како да го живееме животот. Зашто кога ќе растеш во идентитетот, како што кажа, веќе не ти битни работи кои мислиш дека би требало да те исполнуваат. А од друга страна па уште подобро напредуваш во тие работи. Претходно толку се трудев да бидам смешен и да ги импресионирам другите, што можеби имав помалце пријатели. После тоа, од кога се ослободив и сватив кој сум Христос, тогаш бев поопуштен да бидам свој пред другите и тогаш па уште повеќе пријатели. Да. И тоа е, мислам дека за многу работа ние мислиме дека ако го следиме Господ, да, ќе има некоја мака, како се вика тоа, жртва, но мислам дека после плодовите се уште поголеми. И затоа така јас го разбирам тој стихот кај што вика
за да го добиете животот, сега не можам да го запамтам тој стих секогаш некој мучен превод. За да го добиете животот, мора да го загубите. Како беше, го зборува во понеделникот нас. Да, и јас тој живот го разбирам, тој стих го разбирам, ако му дозволиш на Господ тој да ти биде фокусот, ако му дозволиш на Господ да тој ти го насочува животот, тогаш ќе го имаш тој живот за изобилие, но нашата прва реакција е и да го загубам, значи дека ќе мора да се жртвам за многу работи. Но јас верувам дека од друга страна ние често не го гледаме кој е плодот од сите тие работи. Амин. Исто друга придобивка од тоа да поминуваш време во, на крајот ќе збориме кои се тие практични начин, зашто се звучи многу теоретски и апстрактно да поминуваш време со Господ, каде горе сега треба да се качам ко на македонски на приказни на некоја планина на водна. Тама Господ. Но ќе збориме тоа. После на друга придобивка и кога го поминуваш време со Господ и на тоа место горе пред тронот кај што седи Исус одесно од Бог, почнуваш да ја знаеш која е точно Божјата волја за твојот живот. Една мисла на Зоран што кога бев помал, ја памтам уште ја сподели, бе човекот е најрадосен кога е во Божјата волја. Односно ти кога знаеш точно што Бог те води да правиш, точно што Бог те насочува да правиш во твојот живот, тогаш си ти најсреќен. Тогаш си најисполнет. Но како се ти да го знаеш тоа? Мора да поминуваш време со Господ. Мора да поминуваш во местото каде што ќе имаш допир до неговите мисли. Каде што и ќе знаеш точно што треба да правиш. И Римјани 12 баш тоа го зборува. Каде што да не го барам сега, пак ќе мој превод на стихот ќе кажам. Каде што вика да го обновуваме нашиот ум, да ги обновуваме нашите мисли, да знаеме нашата Божјата угодна волја за нас, ако така може. Треба ни свесно да одиме кај Господ и да бараме, Господе, дај ми ги твоите мисли. Кажи ми ти што размислуваш за ова. И верувам дека колку почесто тоа го правиме, толку повеќе знаеме што треба да правиме во нашиот живот, кон што не води Христос да правиме на земјата. Амин. Ако имаш небесни мисли, не сум ама знам што сум сакал да кажам, дека кога поминуваш време со Светиот Дух, барам јас така мислам, за многу работи ние се молиме, Господе помогни ми да се среди оваа ситуација, Господе помогни ми да бидам подобар овде. И јас мислам дека Светиот Дух не прави нешто така материјално, нешто да смени во работите, туку едноставно ни дава негова перспектива за работите. Во некој конфликт што го имаш со некој човек, едноставно Господ ти дава перспектива негова за тој човек. Може да ти даде увид во ништо поминува тој човек. Ако имаш проблем во било која ситуација, мислам дека Светиот Дух најчесто како реагира во тие моменти е само ни дава некоја негова мисла за тоа што се случува. И тоа кога поминуваш време и размислуваш на Господ, кога се свесно влегуваш во неговото присуство, имаш увид во работите и животите на другите околу тебе. А ние сме црквата, ние сме телото. Ние не функционираме индивидуално. Нека Господ не го замислил ние индивидуално само да растеме. Само на нашиот индивидуален растеж да размислуваме. Туку Бог секогаш колку повеќе поминуваш време со Господ, толку повеќе ќе те насочува кон луѓето околу тебе. Барам јас тоа сум го искусил. Колку повеќе време поминувам во молитва, толку повеќе размислувам што му се случува на мојот брат или сестра околу мене. И јас мислам дека тоа исто е многу клучно, за да ние бидеме благослов на другите.
да поминуваме време со Господ уште повеќе и да ги бараме неговите мисли. И така ти уште повеќе ќе растеш во тоа да спознаваш ни што поминуваат другите луѓе. Зашто некои работи и конфликти се случуваат зашто можеби не ја знаеме другата страна. Од другата страна што се случува. Инаку јас не ќе многу да проповедам зашто уште не знам јас да почнам да зборам за едно, па после да зборам за друго. Знаете, некои проповедници од тука ќе почне, па ќе тунесе таму. Јас го зборам за мислите да Господ ќе кажам во 5 минути, тоа е готово. Да. Да, затоа сум при крај. Да. Тие што аплодиравте, значи не може многу да слушате проповеди. Но за крај може така да спомнеме некои работи како практично, барам јас сум таков, сакам да влегувам подлабоко на Господ, нито сакам да размислам. Добро сега како ова да го користам во секојдневието. Ке збориме за не знам за љубов на Бог, за мирот, но после тоа ќе одидам си искрам со Настасија и си реков. Добро сега добре, како сега ова тоа што го учам за Господ да го искористам во мојот однос на луѓето и во секојдневието на работа. И затоа малце да позбориме и за практичниот дел, како да го бараме тоа што е на небото. Мислам дека првиот очигледен начин е во истражување и продловочување во Божјото слово. Мислам не треба што толку повеќе да зборувам за ова, мислам дека самиот збор си кажува дека кога бев мал си имав некоја така како правило некое, така го доживав дека јас барам ние што сме детски час, нели детето не може како што кажав да разбере зошто треба да чита Библија. Јас морав да си легнав и денес не читав Библија, палам светло да читам, сега не дека памтам свесно го читам тоа, туку го читам за да читам. Но како што јас не мислам дека во познавањето Бог ќе сватиме дека читањето Библија не е задача која треба да исполниме, не е некоја одговорност или ако ти си христијанин, значи сега ти мора да читаш Библија, не е така, туку ти го спозна Христос и сакаш уште повеќе да го спознаваш и начинот како да го правиш да го истражуваш и да се продлабочуваш во Божјото слово и Свети Дух, мислам дека барем за мене јас така го доживам, колку повеќе бараш од Свети Дух да ти покаже за Христос, да те учи, верувам дека Свети Дух е верен да ти одговори на тој повик, дека не барем јас добро бивам. Сум имал такви периоди кај што многу сум барал и Господ ми одговорил. Има периоди кај што не сум барал толку. Но Господ но сакам да кажам дека кога му барате на Господ, се молите да растете уште повеќе во ова, тогаш Свети Дух ќе ви одговори на тој повик. Зашто добро е за вас да го познавате Бог. Тој е вашиот креатор. Не дека морате, убаво е за вас. Само да кажам дека да, и двете, но добро е за вас вие да го познавате Бог. Да. Зашто на крајот на ден, јас така многу пати си размислам на кога ќе преминам на оној свет, кога ќе застанам пред Христос, сите проблеми и сите работи што сум ги направил, сега не дека нема значење, но најклучното мислам дека ќе ми биде ќе стои Исус пред мене и ќе сакам уште повеќе да го познам. А ние имаме таа привилегија сега Свети Дух да ни открива и да ни кажува работи за Него. И да знаете дека тоа читањето Библија и запознавањето до Бог ќе има после плод во сите работи што ги правиш. Во работата што ја работиш, во односот со луѓето, зашто да служиш на Бог не е само како јас
сум многу благодарен на Бог што ме постави на оваа позиција да можам да помагам со славење, со техника, со еве и денес со проповедање, но вистинското служење е секојдневно. Не е само во недела. Црквата не е неделна служба. Затоа јас многу се фрустрирав во ковидот кога кажа за прв пат престана црквата. Не престана. Таа не престана неделните служби и може собирањата во живо, но црквата никогаш не престанува. И ти си представуваш црквата секојдневно каде и да одиш. На факултет, на школа, на работа, во однос со другарите, ти го представуваш Бог таму. И уште побо, ти имаш можност да им служиш на другите луѓе со помошта на Светиот Дух. И затоа нека не води Бог така и мојата желба така да бидеме да се научиме да го користиме тоа секојдневие да му служиме на Бог. Јас сакам тоа. Неодамна почнав на работа и тоа е мојата желба тоа време и до негде и уште се учам и ми е конфузно како сега јас можам да служам таму. Но верувам дека Бог има план и за тие луѓе. И дека не си ти случајно поставен на тоа работно место каде што си. Замислете се, барем добив на факултет, јас, нели, како што кажав, имав татко кој ми беше пример за како да служам во црквата. И јас се угледав на него и видов сите убави тоа. И јас сум таков и за мене беше помислата сега ако почнам да работам од 9 до 5, да, тоа време оди само за мене, за да се вработам и да имам пари, а служењето ќе биде после. Ме разбирате, тоа мене секогаш ме мачеше. Но после Бог ме учеше дори имам обидност да работам било така и да учам. Заради тоа имав. Ама не изговори. Но после Бог почна ме учи дека ние може да бидеме и треба да бидеме дар и благослов за тие што се таму. Сигурно за некој од вас што Бог ве користи преку некои дарови на охрабрување, например. Има некои твои колеги, на вистина им треба охрабрување овој период. На некој што има болка во некаде, на него исто му треба молитва. Не служењето меѓу себе не е само внатре во црквата, туку е и за надвор, за нехристијаните. Колку што на нас не треба Словото и на нив им треба. Затоа нека биде охрабрување. Пак ќе кажам, поминете време горе и таму Бог ќе ви учи како вие практично може да служите во вашите работни места, но тоа нека ви биде водилка дека ти можеш да бидеш благослов и таму. Така. Да. Зашто ако кажеме за духовните дарови, тоа некаде го слушнав, нели 12 и 14 глава во 1 Коринќани објаснува за даровите, но во средината објаснува за љубовта, така и на некој начин како хамбургер, се лепчињата, така нека. Но тоа е и со даровите и се што имаш, основата на се што правиш треба да е љубовта кон другите. И јас така понекогаш делувам во пророчкото. Зоран ми пророкуваше дека имам пророчки дар и така растев. И понекогаш кога делувам во пророчкото, поеќе беше да делувам во пророчкото. Ако ме разбирате, поеќе беше да пророкувам за да растам во пророчкото. Но потоа сватив и читав една книга и како да растеш во пророчкото, ништо не збореше практично, туку објаснуваше дека за да растеш во пророчкото треба да растеш во љубовта. И така ќе ти биде полесно да им пророкуваш на другите, зашто веќе не е мотивот сега јас како да му пророкувам на човекот, туку како јас да изразам оваа љубов што Христос има за него. И така ако вие сакате да бидете благослов за вашите колеги или растете и молите се на Бог да ве учи како уште повеќе да ги сакате нив. Зашто Бог има непрестрајна и неограничена љубов за тие луѓе. И колку ти поминуваш
време со него, колку повеќе размислуваш на неговите мисли и на неговите принципи, толку полесно ќе ти биде да го љубиш и твојот непријател. Затоа јас дури избегавам, иако може и некои ме нервираат политичари или било кој, зашто пак така ја учев Марима дека така многу беше импресионирана. Не знам колку го применував тоа што ја учев, она нешто ќе збореше, значи тоа е ваков, таков, и ја ќе кажав, Марија, Господи него го сака. И она беше, вау. Добро што не интересираше колку јас го применувам тоа. Ама има вистина во тоа, колку и да ги ругаме тие политичари, колку и да прават глупости, Господ има љубов и за нив. Тоа е факт. Да. Ама има вистина во тоа. Тешко е. Затоа треба да го разбереме. Ние сме мртви за световните принципи. Световните принципи кажуваат ти си сгрешил, си направил волку и волку грешки, ти заслужуваш казна. Но таа благодат што толку збориме во нашава црква зборува различно. Дека Бог ја гледа жртвата на Христос која ќе се покане. Но ова за да растеме во овој дел, пак мора свесно да одиме на небото. Мора свесно да растеме и да бараме како Бог размислува за сите работи. Друг начин како може да растеме во понавањето на Христос или да растеме во неговите мисли е да медитираме на Словото. Ова беше читање и истражување, но едноставно медитирање не мора на Словото, но поминување време во тишина, размислувајќи на него. За мене тоа многу ми помага. Секој треба да си го најде својот начин, но мене ми помага да легнам дома на кревет и да си размислувам, да си го замислувам Исус како да си го замислувам јас. Сега најчесто не сите од Chosen фаците замислувам. Но да едноставно свесно се фокусирам само на него. Ги тргам сите грижи во моментот, иако понекогаш нели е тешко, едноставно свесно поминувам време и кажам сега ќе размислувам само на Христос. Ако сум јасен точно едноставно во моите мисли само овој следниве 15 минути ќе пребивам само и ќе размислувам само на него. И мислам дека тоа многу свежува од кој имаше баш тогаш добро може да се каже молитва и медитирање на него едноставно, но фокусирајќи се на него, не да му зборам јас на него, туку тој мене да ми зборува. Имаше еден период тогаш многу беше убаво. Си имав на апликацијата, има некои задачи, таскови, не знам како е на македонски, одговорности што треба денес да ги завршиш и 40 стане од некоја книга, не знам, и си ти можеш и таму те подсетува апликацијата, досаѓа цело време. И па после ќе те подсети вечерта дека си направил, па се чувствуваш лошо и тоа е фактички функција. Јас сум станал дека 15 минути од на денот седев и се молев на јазици само. Колку и да беше чудно тој момент, нели само седиш и се молиш, не знам. Но тоа мислам дека беше еден практичен начин како јас одев на тоа горно место каде што е Христос и акумулирав и несвесно добивав и примав фреквенции на неговите мисли. И за крај, како можеш ти да добиваш мисли или да ги фатиш тие Христови мисли за луѓето околу тебе, едноставно да поминуваш време лејки се за нив. Како што кажав претходно, многу често кога ќе имам конфликт со некоја личност, ако сум доволно трезен во ситуацијата од гнев, да се молам за него, тогаш Бог почнува да ме учи, да ми дава мисли и љубов за таа личност. И за ние да можеме да знаеме што се случува
животите на другите, мислам дека убава пракса е да поминуваме време во молитва со нив и мислам дека Бог ќе ни открие уште повеќе што слушно се случува со тие луѓе. Амин. Може за крај да станеме.